Здраво живо, драги мои, во е нашиот нов тиквешки моабет, нашиот подкаст. Денеска имаме многу јака тема, многу јаки гости и мислам дека ќе биде многу интересно, посебно дека се од Неготино и дека од Неготино ни фалат гости. Денеска се од Неготино со нас Цаца и Мите. Здраво живо, како сте ми? Здраво. Фала што дојдите и што прифтите поканата. Фала и на поканата. У секое време. Јас за културата секој пат сум тука, а посебно за Неготино. Да. Кажете ми сега кој ќе биде главниот соговорник со кој треба да почнам? Јас Со дамата. Тие ше поблиску до тебе. Така е. Јас не ве најавив шо сте, ви сте уствари глумци. Може ли да најавите, да го утнам, да го сгрешам? Ајмите, ти го знаеш. Што сме ни глумци и угостители. Глумци и угостители, да. Да. Ама глумци у... Аматери. Ние сме глумци у аматерскиот театар Ацо Ѓорчев при Центар за култура Ацо Ѓорчев. Тоа сакав ја да го кажам, ама да не го сгрешам, така полесно. Да. Нас ни е поиздржбано. Плюс се угостители реномирани у Неготино, од кој кафе бар 25 Јоко години и стаж. ресторан Чардак. Така да добро ги знаете сите, сигурно имате постојано. Како рече 25 години? 25 години ваа година. Тоа е Юбилејна. И ќе правиме ли забава? Обавезно, сите што почнале. Сите што Јас само почнале. сум почел да свирам и тоа не го заборавам, така да Сите морам да што почнале, дојдам. ќе дојдат. Какви денови сме поминале таму, а посебно и у ресторан Чардак да не правиме мало. Да почнеме сега за темата што се собраме во врска со театарот. Како почна цела работа со театарот? Од каде идејата? Од кога почна? Ја да кажам прво. Ти дама си прво, нели дамите, како ви? И поблиску. Како почна? Првен, јас за мене зборувам сега, Златко беше на некоја презентација у Чардак и ми вика, Цацо, дали си расположена да дојдеш? Златко е режисерот. Да, Златко е режисерот. Поздрав до режисерот. Поздрав до режисерот. И вика, дали си расположена да дојдеш, ќе правам представа. Викам, би сакала да дојдам, пак да видам како со обврските и така. И на првиот Зборуваме сега за воа последната што ги имате представите направено. Што виде батлерот? Так. Како почна приказната уопште за да се бавите со театар? Од кога ви? Јас прво почнав. Тоа ми е мене питањето, од кога? Од желбата за театар? Јас прво почнав уште 19 години може имав. Исто по препорака на еден познаник. Отидов у театрот, ми беше многу интересно, ама не за долго. После почнав да работам ваму, таму обврски повеќе деца, едно друго и Едноставно... А и театарот прекина, аматерскиот театар се работа од еден период. И така. Ти Мити? Јас исто колку Цаца бев, 20 години. Значи ви сте од таа клапа исто, така? Не, јас сум радишта клапа, јас работев у Ѓорчев. А таму беме клапа што глумеме у една детска представа Принц од Синјар и Прчната принцеза. Ја режисираше Роберт Ристов таа. Да, и испадна супер да диме некој представи со неј и после тоа... Тоа е пред колку години? Тоа е 2000-та година. Леле. Ја во ешо. Даре, ти си бил ли тогаш роден 2002? Даре, ти 2002 роден. Жал ми е, Даре не знаеш. Лево е гледара, 100%. Јас прв пат кога глумев Дарето не бил ни у план. Така. Да, а може и бил, ама не си знаел. После тоа глумев и у градинката. Представи за децата заедно со други родители и со воспитачки. 2 представи имав, една за Нова година, една имаше, не беше за Нова година, за некоја завршна. Чисто да го континуираш искуството со театарот. И на крајот сега, како реунион, како се врати у театарот. Па така. Продолжиме од преđеска приказната. Дојди и Златко. Да, и после кажа кога чија прва проба или запознавање со сите други. Кој да го земе, кој да не го земе, вие дали ќе биде, тие дали ќе биде, така. Де кажи ми ти, Мити? Јас мојтел, кај мене, пред дојди Горан Димов, ше вработен у Центарот за култура. Иде кај мене на кафе, да, Готшто. Поздрав до Готшто. Иде кај на кафе, Мито, ти имаш глумено, ајде, ел да глумиш, море. Немам време, викам, обврска. Не бе, вика, тоа после панаџор ќе биде. Зборуваме за сега, Да, за сега. И викам, ајде, ќе видиме до тогаш, има време. Ба уште август месец негде. И после тоа некој период иде со Златко заедно со режисерот. И Златко вика, Митко, ти ќе бидеш инспекторот. Викам, Златко е инспектор, тогаш се нафаќам. Еднаш ја да бидам инспектор. Доста само мене инспекција у кафеите. Не станав инспектор, па. Шо збор? Не ми си спомни Значи жело. те спознале, те излажале. Ще дајме фотелја, нема фотелја. Да, доктор после ме ставија. Доктор. И тоа луд. Тамаме. Психијатар за. Психијатар. Да. Психијатар.
И друго во врска со представата. Тешко ли беше да се најде екипа добра денеска? Да. Да, првен беме една екипа, После имаше неколку промени. Колку души се извртија вака од прилика? па нашата беше со 6 глумци, значи 2 постави се изменјаа скоро, само ја и Цато останаме до крај. Значи ви сте Од првите до последните. Ја дека неам гледано Джоките, представата да. и се срамам, треба да отидам да изгледам и ви кажав дека ќе И срам изгледам. да ти е, шо Да, не фала. Може ќе да дајме сега, па вија месецо мај не се знаели. Па ја ќе дојдам сигурно, така да тоа ми е голем кикс. Тука еве се извинувам пред сите. Имаш битно- на YouTube да изгледаш али по Не е тие Поаро, доживе. не е тие доживе. Таман лице на врати, одамна немам да дерам, 6 месеца вече. Може и кај текстот ще ми ми- е по... Не забравам. Не Сигурно. забравам. Тоа не Едва заборавам. и го научиме, па и да го забраваме. забравиме. Многу текст. Тешко ли беше додека ја спремате? Многу текст. Многу текст. Значи јас после проби и после представи, да ти кажам дека 2 сата не ми се зборуваше после. Кај ќе си изналафиш таму? Не може. Мене па цело време ми се лафи. Добро, секој Па за тоа за мене, за да лафе после тоа. Значи, сепак не е лесно да Не се е. најдат добри човеци и добри глумци си извртиле ете у ситуацијата, ама битно ви сте останале што сте. Знаеш како, после долго време паса тоа, потешко е текст учиш, голем текст, И возраста е многу битна. возраста е битна, и проби ама скоро. чекаме, и вака, например, не ви за фанатите со многу други работи, тоа Имаме сакам многу други како, работи, како ние. втора тема да го Да. начарам, ама ви го одзема вниманието многу. Да. И многу е тешко денеска со многу обавези да И плюс тоа да го склопиш усето тоа. Да. Кај ще ми одзивот на публиката, како е? Има ли интерес? Дали Имаше доста интерес. Интерес, да. Дори од кога завршиме со представите, имаше многу луѓе што викаа ајде нема ли да има нова представа, Така. пак ќе глумите ли, кога ќе спремите нова, така да. Сега сум припремена нова. така? Тоа ми Само беше шо следно питање. Министерството не ни испадна сусред. Ете, да ги поздравиме и Да нив. ги поздравим Министерството. Да, не ни е одобри. Па сега Проектот не. сами си бараме буџет, сами си бараме за сценографија, за костюмографија, Спонзорства, такви работи. позорства, такви работи. Тешко е, ама сепак ме е Кој рекот сака нели. да биде спонзор, слободно може. Да. Исто и за нас важи, а посебно за нив, може и за нас не е Представ проблем. се Кој сака да вика, биде спонзор? представ се вика неготински мајтапи. Виде, тоа е тие моја. И е многу тие. интересно, многу убава, многу. Многу е убаво. Да. Па баш ќе сакам да ги погледнам и два сега што и наредната што И ќе е биде. тене за нас темата е кафана, Да. ние сме кафанджи, Дали моабетот ќе биде на тиквешки диалект? Да. цел. Тоа ме 100%. интересува. Како Не нашиот на подкаст. тиквешки, на неготински. На неготински. Добро На сега неготински. дека воја тиквешки подкаст. Има различни неготински кадрчани, има зборови. Има различни ние од Ти едниот си го крај до тушни другиот го- крај на Неготино има разлика. има. У Криволка Има. зборуваат различно, Да, у Пепелиште да, зборуваат има. различно, така да. Има. Мојавето е дека се враќа театарот у Неготино. Да, И имам- тоа мене ми прави многу мерак и чеив дека нешто се случува и има надеж дека ќе биде подобро. Да, има младина. Дали Еве има изгумија сега. заинтересираност од младините, тоа сакав да го Има, кажам. има. И доста добра младина, добри дечки. Еве имаме неколку читачки проби, супер се. Така. Сепак нели во аматерски театар, ама може да му се даде на младите правец да си земат Па да, отворен за сите млади. Планот е да се прават детски за повозрастни представи, цело време да има некои дешавања у Центар за култура. Не, Да. ама он што вика може на младите поттик да му биде. Поттик да му Знаеш биде. како, нели треба од негде да почнеш. Да, Еве, сакаш да. да бидеш фудбалер и одиш да тренираш фудбал. Фудбал, да. Сакаш да бидеш каратист, одиш да трени карате. Одиш у аматерско, не одиш професионален. Да. Пример сега и театарот е Ма аматерски. добро, сега од нешто време тука не требат папари. Да, Дојдеш фудбал да. да играеш, треба месечно да платиш. Да, и тоа што викаш. тука не тука треба да трудот платиш. е многу поголем. Имаш текст, имаш одговорност, тука зависи од тебе директно дали ќе сгрешиш, Да, дали не да, да, сгрешиш. има одговор. И се си тегне, ама од друга страна е многу добар пример за младите според мене и секоја чест за вас и за вашиот театар, дека го поттикнувате тоа правото правите вистински вредности што треба младите да ги имат. Па доста не кудат нас ни кафанджи, се ни младите ги разпоиме малку, па да Да. ги Да, управиме. Па добро, Пример сега мора да се извадиш. Да, демек ние ги разпоиме, ајде да ги Така управиме. е, така, тоа е, еве нас не расипаа, ја какви испаднаме за никој. Да се живи и здрави кафаните. Тоа ќе кажам само ништо Да. повеќе. Ви сте сега и угостители плюс и сте у театарот. Како го балансирате сето тоа? Како наоѓате време и за тоа и за тоа?
имало ли ситуации кај што ќе речеш, аман ми е веќе до тука, преческа нешто ми спомна, ама камерата не беше уклучена. Дали имало ситуации кај ќе ти дое, кај ќе ти прекипе да речеш, аман, што ми требаше вара, се нафанам, нечум да. Па на почетокот да, ама после тоа више не. На почетокот да. Например, што се случи, како се деси? Пример, одиш и сега си викаш јас се нафана. Одиш и виду многу текст, обврски у ресторанот, едно, друго, трето и викам леле, кај се нафана. Благо ли ќе правам, текст ли ќе учи? Текст ли ќе учам и викам. Ама возбуда така отиди у театарот? Возбудата више. Возбудата виш кога стапни со сцената. Да. Додека се читат што те проби, Нема толку големо. нема толку возбуда, али веќе горе кога се качиш, И тоа мене ми интересира, ја не сум присуствувал така. Како ги правите тие читачки проби? Седите у круг вака на да, исто како сега тука, на само сцента или на страна? Не, на страна, после на просторија. просторија. Значи после веќе кога стојат тие генералните проби, тогаш ви се качувате на Да, сцена. да. Нека треба да поставиш. Не, виж кога треба да ги поставиш сцените, се качуваш на сцена. Да. И најбрзо се учи текст на сцена. Да, значи тоа ти иде поприродно така. Да, читаш се малку да видиме глас, шо, како, па улоги да се распределат спрема карактери. Тоа режисерот работа е, не е наш. Так, кажа дека колку пати им ти изиграно представата? 6 пати. И кажеш ти ми дали сите 6 пати е исто или 6 пати е тотално различно? Никогаш не е исто. Па никогаш скоро не е иста. Не, иста е она е иста. Да. Суштината и тематиката е иста. Исто, ама не знам како различно, може плюс некој збор да се додадеш, може да колку повеќе даваш, толку може да импровизираш и да експериментираш. Дали, например, на секоја наредно ти иде да кажеш некои поише работи. Секоја наредна е подолга. За да, тоа сакам да кажам. Секоја наредна е подолга. Пошто ти идат идеите од тогаш, да, свиш на наредната војака, ќе дојде, ќе го пукнам, секоја ќе го наредна е кажам подолга, сега. да. Убаво кажа прежеска еден пример, ај молим те, репликите со протоколот каже. Со протоколот. Протоколот така, да кажам цело не. Каже, мене нем да ми имам сме јас тако е текст полшо. таму ка доктор, правам некој неред и викам ако ме разберат сега за воа, не ми бега продавање на семки. Или сончоглед може да кажеш. Ама ја го дади протоколот. Оно е готино, протоколот го знаат по-старти, пие по-малата генерација не го знае. И кога даваме пред премиерата, даваме се на школци. Таму не изреагира. Али на премиерата беше таа генерација што го знае протоколот, имаш страшна реакција, а наша реакција позади завеса уште поголемо беше. Оти ни успеа, тоа што го планираме. Не беше многу планирано, ти сам си го Не, ама тоа кога ти дојде само. Да, јас сам го дади протоколот, не у текстот. Ама семки, кај се продава протоколот, кај да се продава пред тоа. Многу јасно. Илки турчето. Ама турчето дури не го памтат. Ретро ликовите го памтат, ја не го памтам, јас сум многу помал. Сега, нели сте и угостители, дека тоа е тешко нели да ги избалансираме, тоа го рекоме. Дали некој пат кога сте у кафичето, кафаната, глумите пред гостите? Не цело време глумим. Добро, да, ама онака да влезеш у улога. Као да глумиш дека ти е многу убаво, а не ти е. Секогаш глумиш. Секогаш глумиш дека ти е многу убаво, таму цело време треба да бидеш насмеан, така ли? Да, цело време. Значи домашни проблеми за домашни. Смејата е глумење, тогаш глумиме. Да. Дали си расположен, не си расположен, нервозен од работа, од некој гостин ти изнервирал, ти мора да бидеш насмеан. Затоа што гостите идат да ги расположиш, не идат за да те гледат нервозен. На крај крајва никој не те пита дали ти е погодено денеска или не, тоа ти е работа, ти мора некој да го... Да, да бидеш позитивен. Не треба да бидеш циркузант, а не изиграме циркузант, али сме позитивни, кога сме на работа сме позитивни. Така е. Ја тоа лично не треба да се смееме да паѓаме таму лесно, зали? Лично може да потврдам и тоа е така. Кажете ми, има, секој има, морам да ви питам за некои ситуации смешни со прво кажете ми смешна ситуација од театарот, што ви се десила на пробата, на представата, нешто некој да почне да се смее чудно у публика. Де некоја таква случка има? Имаше дали на првата представа, на премиерата, една внука на Мито од Канадарци, внукичка ли беше? Да. Ама почна да се смее, мислам дека... Ама не, Дулто беше тоа на Дуки. Дулто ли беше? Дулто, на Дуки. Почна да се смее и не прекина. Само што ме види почна да смее, ти ме знае. И не прекина да се смее. И како е така, можеш и после... Немаш проблем. Не, немаш проблем, ти си фокусиран на текстот на тоа. А не гледаш кои се смеат, после тоа ти кажуваат. Не гледаш никој доли, ти си фокусиран на текстот, фокусиран си на представата. Еве сега една да ти ја кажам, измеѓу ова, така ја прв на проба една плевам, седнувам на бирото и иде режисерот.
И се разговараме така и викам, Злате бе, му викам, не може никој да влезе во вие ликот му викам. Викам, Мите, добар си бе. Не, Злате, кај добар. Мите, добар е тројка, одличен е петка. Да, Балтика. И знаеш, тоа малце така преокрет направи малце. А вака со колегите што ви се смешна ситуација, Многу некој да има. го утне текстот да се загуби скроз. Имаме полицаец, му дадило го полицаец. Поздрав до полицаец, Поздрав, да. Ама стварно полицаец беше. Аха. Да, вицовите оригинал за нив. Да. Не знам што да Човек кажам. најден стварно. Ајде уште еднаш. Значи повторуваме. Не, ама и он ми каже цело време. Ајде уште еднаш. Ајде повтори. Ајде повториме, да. Најмалце текст имаше. Малце специфично му беше еден дел, Да, ма дето али брзаше многу. А чекай малце, ја и пред Джеска реков да не ви треба некоја улога и ви ми рекоте полицаец. Пак ли уште еден? Не полицаец, Шо? музичар. Сега не. музичар ни музичар. треба у новата представа. И шо имам текст? Од тие кафана. Текст немаш, имаш да Те свириш. песни, 3 песни имаш да ги свириш. Ајде да размислам па да ви кажам. Чија На си, сите ора сум фанат Печковац. чија си, кој беа, уште 2 песни беа, сега да не Чија ме си? приеме. Може бе, може. Еве Да. тук се нафаќам, не е Да. проблем. Ајде за тајата. Свира чија си. Шо, не е проблем. Ќе најдеме ако треба плейбек ча пушти. Не бе, чај свириме тама работа. Кажајме ситуации вака смешни. Ако ви текне до после нешто, убаците ме, пресечите ме, кажете слободно. А дали има ситуација у кафењето, у кафичот, таква некоја циркус, секој пат има, секоја ден има. Многу. Некоја вака што ви има останато нако длабоко сечавање и цел време што прераскажуваш. Цело време што прескажувам, сега клубите не ги снема. Тие што беа Што беа страни што на летните Да, бабчи. да. Што беа на општините ги извади и келнерите имаа некоја финта нивна, секој нов келнер што дојде, Аха. да дигне клупта, а клупта беше страфено штрафови. Многу јасно. И сега имаме едно дечко, сега у Германија да го поздравим Трајчето, голямата мислам беше. Поздрав до Трајчето. Да, Трајче се викаше и он такав, тогаш бодибилдинг во она. И знаеш, и напне на клупта, ама вака дури чудно му дојде, дури се погледна, па доле гледа си зашто ова не испаѓа. Многу јако. Да, и од тогаш мора да ги извадат клупите. Ам да не извади он. Не, после тоа ги значи не бил толку јак. Така да секој, сега вие нови келнери не може да пробуват на клупите. Да. Има Те обично ги преместуваме тоа, ниски, високи маси и не сме таа, ама, знаеш, кај финта користеа таа клупта да ја пренесат. Добро е што ја преместиле, виче нема како Да, се нема се клупи. направи. Живо вели. Сад ти че кажеш некој, има ли дали? Па да ти кажам, Со нема ти знам. задоволни Да, муштери. има секоја ден. Дали ги има секоја ден? Па не- Со Некоја незадоволни со секој. Битно е поиш да има задоволни отколку незадоволни. Тоа е да, најбитно. секој. Инаку ако има незадоволни, ја Иначе е наредиме. многу интересно за деливери кај нарачуват Да. и кај некој сака да нарача нешто, а не знае што е, Так. и кај за објаснува, па после уж 2 пати се јаве за да каже дека не е тоа, дека било друго и така има еден Он сам не се разбрал не се ситуацијата. разбрал, да. А ти преджеска убаво кажа со де случката со вие што се Дојранска улицата, бројките. Кажи како убаво ги запамтуиш сите. Ами што, многу ги запамтувам да ти кажам. Ја деливери возам по човек. Да. Кај е човекот таму и ја одам, Так. а не по улица. И еднаш ми вика на Дојранска тие број. Викам, а кај е Дојранска? Човекот се маче, ми објаснува. И ај го најде некој. Втората ден, па истиот човек, па нарачува. И ја па каде е Дојранска? И он па ми објаснува. И после, третиот пат нарачува и ја па кај е Дојранска. И он ми вика, добро бре, у пичку, мајчи, па нели знаеш кај е Дојранска? Требало да ти рече, ало, јас сум тие на Дојранска што ти објаснуваше вчера кај е Кај е Дојранска. Дојранска? Многу лесно се наоѓа. Тоа е иста улица, нели ти што Да, беше? да, да, Новата да. Моите е улица. сега нова Дојранска. Да, да, да. Така да сега ако си јам Дојранска 61 се врте, па добар. Абе, добро се, Ден и и така пол. иде. Ам чаа врза таа едно ден, нели? Од друга Таа од страна. позади чаа врза. Така, така Нешто треба. ги изврзаа сите и как се снајдам ја. Ја врзаните. Тоа е. Кружни, вамо кружни. Ма у неготино семафорични места, наместени си, тоа мора да го кажам. Па сега мал дел од оваа новата представа, си имаме со семафорите. Сега че ако ни ги извадат, Цело представа чака кај Ако, што. ама кажувам. Ако ни ги представиме- извадат, ще треба да ја смениме. Да, представиме пред публиката за тоа што ќе биде интересно, ќе видат, че рече има вака Сега се го знае еднака. текстот, тоа кај не е текстот. Сега не терам Оле цел го да го чита кажеш, упорно. мат само. Не кажувам ништо. Да Не дојдете кажам. на представа да Нека видите. видат. Нека Со дојдете, семафорите нека ќе има интересно, ќе биде, ќе се каже е неготино и Да, семафори. сега кај Дрчани да си ја воз, така да мора нешто. Видите ли? Да, далеко е тоа од ВОС, ама. Доле си ја мори вика, сега както за вракајам у Кавадарци, воз има,
унеготно семафори ставија и Јас за воа не знае. Има воз, ама не е еднаков на шини. не Но е импровизиран. Ама има воз. Добро, ако е така, и ја имам у дворот нака на Јордан, што семафор му имам наместено, така да, исто е. И как се мора да има јадеш, мора да има. И как ќе навиваме сега вика. Тамаме. Кажете ми, Неготно е мало градче и народот е желен за такви работи. Дали Неготно има доволна публика за да театарот функционира како што треба? Знаеш, на почеткот беве малце скептични. Ама, кога видоме дека 6 представи на Панеме, сванаме дека Неготно има публика. Так. Само треба да се направи добар проект, добра представа. Да. И не верувам дека ќе биде салата празна. Со самите дати как ги објавиме, 5 представи се продадија за една недела. Браво, Да. браво, секоја чест. Да, така беше. Так. Беа 5 продадени за една недела. Значи пред премиерата ние имаме продадени уште 4. Супер. Да. Тоа е топ. И 6-та се продади, плюс на каса, плюс утекот на важно беше тие денови само што барале карти за волна другите беше. представи. Како ми кажеш сега колку ќе биде пак? Здрави? Сега е у октомври на крајите, Новата, почеток на ноември. Ама Новата. новата ваа виче не. Ва може мајча да дадим уште Па ако еднаш. дајте да Или кажеш два пати. која дата за да кажеме и да не Ако разбере и го стоиме публиката. Одимир пие и у Неготино еднаш да дајме, али па треба Да. 2-3 проби да Значи, направиме. у текот на мај, внимавајте, у театарот ќе има представа да отидеме, да ги испоштуваме, да изгледаме, ќе биде многу интересно, сигурно. Да. Уште поинтересно ќе биде. Да, да. Кај сте поозбилни? На работта или Ние нигде не сме озбилни. Да. или у театарот? Не сме озбилни. И јас Лошо ја питање, мислам многу дека не- лошо го извадив Не, кој да ти кажам, кажи. ја на представа бе многу озбилно. Стварно. Ама зошто еве сега си стварно озбилно, сериозно. Оля озбил цел време. Сякаш ќе гледа цел Неготно ќе рече воа не е цац. Да, да. Си. Реално. Да, уште глуме, уште глуме. Да, а у карактерот? Не глумам, јас сум секојаш оригинална, никош не глумам. Тоа е тоа. Мислам само на представа. Има ли патеви која, пример, правите проба или после представа и да не испадне карактерот од тебе да тераш уште? Да испаднеш од таму и јас сум А уште инспектор. доктор, не, Јас сум тендеш. докторот и одиш Не, таму. не. Не, чисто накаде. Кој? Например, кај пиеме кафе и ти прелафи А, да, пиеме кафе, кога сме собрани сите после проба. Да, да, Кој да. ми уште представа се зборува? Има далги, значи. Уште Само представа се зборува. представата, него улогите. Улогите, да. И уште го имаме полицајци, Зоре, кај си доктор Прентис, Да, го има Луд, тоа така. имаме и песна, полицајец да, ние има да за прави. представата. Песна Да, специјално за представа. специјално за за представа. Браво, секоја чест. Тоа што рекуваме за вакво за песните, може да измислиме после да видиме што кажеш. Сега и то се прави. Кој? А и то се прави. Да. Па реално и моите прашања што се денеска се од Да, тоа. ставаш и он се ти вади, цела песна да направи. Да. И ја пее плюс. Ве прашав за која ќе биде една представа, да, кажате. Имате ли некои планови уиднина у смисол шо понатаму, дали ќе бавите сериозно со ова или планирате да биде вака с крај? Аматерски не е сепак, али цаца многу сака да глуми, сака 2 до 3 представи годишно. Да. Така да, Пошто мислам дека 2 представи се малку и мислам дека барем 3, ако не и 4 треба да се дадат. ама Затоа што ќе мислам бијат дека 2 има детски, 2... Има простор за тоа. Затоа Има што- простор за 2 детски, 2 за повозраст. Реално мислам дека у Неготино последните години, ја колку што знам, многу беше сиромашен театарот, дека немаше такви Не, работи. сиромаша немаше воопшто ништо. Освен некој од школото. Да. Да, школите претежно повеќе. Има ли, пример, у основните школи, у средното, секции драмски, кои што после тоа ви се преклучуваат вас? Сега ни се приклучија од секцијата на Страш Пинџер. Да. Ни се приклучија Сега виж детски. се тие средношколци, а уште глумат У Страш Пинџер. Има дел се средношколци, дел се основци. Да. Што се приклучија. Се планира ли нешто да има таква поголема соработка со школите, да, како да кажам, да се напне работата, да има поише дечиња кои што може после, како да кажам, како на кастинг, да одберете Па тоа е добро, тоа е добро. Да поталентирани. има, да, поталентирани. Так да се тие деца можеш да правиш една детска, една, јас ќе кажувам една детска, Да. една за возрастни. Ти секој не може да играе таа за возрастни. Некогаш не личе ликот за дете да го играе. Возраста не му дозволува. Возраста не му дозволува. Ако е малце, Ако е малце, Да, помала. мора и Еве сега за ваа новата, што режисерот му ги дава текстови дома со родителите и прочитат тие што се помали, се пази на тие работи, знаеш, има Согласно со родител, согласно затоа со што има родител, такви двосмислени некои двосмислени работи што
Да, некој ќе го каже и кај нас таков е народот. Кај нас народ че гледај. Одма тоа е. Ча пеглам ли кошулт заедно, например, и сега... И одма на ние на пеглање мислиме колата дека треба на пеглање да носиш, нели? Затоа е тие мали. Многу убав дијалект имаме за тоа. Да. И што сакав, дали у наредниот период поише ќе навалуите да се прават представите на локалниот наш неготински дијалект или сакате да ги играите на културен, литературен? Сега ќе ти кажам нешто. Вие новите генерации сакат повеќе литература. Да. Што зборуваш? Да, не знаат неготински, не ги приметиме. Да. Не знаат, не сакат, на читачки проби, овие сакат литература да зборуваат. Не сакат неготински. Тоа го прави ли чаршијата? Да. Чаршијата ја мислам дека го прави. Зборувам ви ка стари неготинци чаршијари, за да зборуваш така го прави чаршијата у тебе тоа. А на пример вие деца сега се некако многу повеќе на компјутер. Заробени се. Заробени се. И колку и да го штимаш, тоа е моје мислење сега. Да. Не мора да се свате во. Колку и да го штимаш и да го правиш, они на некој начин како се вика тоа, заедништвото не му дава да спонаш така. Они одат на школото, половина зборуваат културно, половина дијалект. Некои работи, дали од вие работи што ги гледаат, например, на социјалните мрежи, како се понашат у светот и они почињат тие трендови да ги попримат. Ги примат, да. И испаѓа многу, како да кажам, го И губиме. навикува е тешко да зборува неготински. Ама па од друга страна. Не, сега да, за читачката проба ја бев изненадена. Значи, не можеа да се пронајде за тоа што ова е скрос на неготински дијалект. И ептен некој Може би и за тоа што научени сме да читаме така литературно и кога ќе ти напишат на дијалект, испаѓа многу смешно. Смешно, да. Ама и поентата нели е на театар да насмеиме, нели е да биме весели. Има и драми кај што нели е, нели. Сега ти кажам, нашите изгледи во театарот се зависи од публиката. Да. Ја имав другари, вика се држа, вика да не се смеам, те збркам. Морам викам ти поар да се смеиш, јас побаво ќе изиграм. Вашата реакција нас не дига. Отколку да чуте и да гледате сам. И ти викаш. И после до мене ли е оти вака. Да, цело време мисли дека лошо си го изиграл. Да, се мисли дека лошо си изиграл. Да, мам си. Ти очекуваш аплауз. Аплауз очекуваш на те смеа. Пример, поддршка. Поминува првата смеа, првиот аплауз. И одма после имате ветер. Поголемелан. И после веќе сами ти идат репликите, нели? Се ти иде сам. Почињаш да го меѓаш текстот, поинтересно да види. Да, точно. Трема мине, се мине. Тоа е за тремата, ете, гледа се, Арно ме подсети. Има ли трема вака пред влевање? Цацова за другите не знам, да. Има ли случка наква како што не идам, не испаѓам? Не. За не испаѓање не. За не, секој ќе испадне, али како ќе испадне? Да. Како ќе испадне, тоа е. И ја мислев на предпремиерата дека немам трема. Испаднав. Значи тоа е првата представа, прв пат после 20 години испаѓа прв пат пред пълна сала. Да. Ние сме пред пълно кафене цело време. Да. Али пред пълна сала не е исто. У кафењето не се од школата да кажеш нешто. И цело време кажеш како не се. Ама не мора да си да кажеш. Оти шо? Па се кажуе. Добро, што кажуваш? Се кажуваш. Цело време зборуваш исто, да. Ама не го учиш дома да треба да кажеш што ти иде. Јас ти кажам тоа е разлика. Па тука е проблем. Седнав на столот, се окей, погледнав дека публиката, знаеш, знам дека е полна. А наведна гледат како исправи пот, болка тука непака ме стегна. Леле, викав готово. Јас зборувам, течно зборувам текстот, али мислам дека пелтечам, мислам дека не испаѓа ништо од мене. Да. А си оде тоа се. А ваздухот вака на унатре. Тешко. И едва и чекав таа предпремиерата, мислам да заврше кога ќе биде. И тука на краите, не знам, таа не е снимана, на краите, сега знаеш кога е текст пред краите и инспекторот е што го јас требаш да глумам, викам, готова е, завршува, доста е. Да чекаме да заврши. А виж после натки, сакаме уште да трае. Таму нели осоколи аплаузот, такви работи или уште е. Осоколија го имаш тоа притискот цело време, притискот. Да, после си как ќе лафа, знаеш како. Ја и она сме дел од чаршијата, ние сме на удар цело време. Јас тоа му кажував и на останатите со нас, значи мора да изиграеме како што треба. Од мисли секој ден у чаршијата. Ние сме на удар, ви сте
кој на работа, кој не испаѓа од чаршијата. Абе добро, сепак ние не сме професионални глумци, така да. Не сме професионалци, али сме на удар на чаршијарски мобети. Така е. Не, кај нас може да такве очекуват народот да биеме толку професионални. Такве народот мора сите да ти излафат шо и како е. Ако не дое некој да ти слушај, вака и вака е работа, ја мора да ти кажам. Кој има после тоа? Има и позитивни и негативни. Имаме еден сега и прекрви измислија српски, па ќе ме пречале у ателје 212 или драмски поздрашни центар. Да, поздрав до Марија Штека. Поздрав. Да. Ама има така. Што кажам прекарот, ќе го напише у коментар, ја го заборавив. Има такви за ваканци, шо. Знаеш како е? А има некој резул да те направи? Што правите? Не се деси. Фала Богу, добро е че има така. Не ни рече некој што се глупир, така е, ој, што правите? Што правите? Море, ја кога дознав, например, ва искрено ви кажам, и баш се сретнав со тоа и ми рече нешто проба театар и после Лајс се сретнав, вика у театарот таму што правите? Вика па представа, што зборуваш? И викам конечно нешто да се деси у нашиот град, да има нешто ново, пошто знам на времето дека беше многу богата култура. Да. И сега најдеш некоја мртва период од 10 години, а како 10 може и згоре. Сега ја ти кажам, докажи се. Тоа е чисто дека со многу ми е убаво дека има нешто. Анегдота дел од пробите, значи овие со текстовите беа од 150 страни беа, така некој. Бога ми многу голем. Да. Па не е И многу. ни проба имаме, али пробите не беа од текот на изборната кампања, кога беше за градначалник. Не, да. Тоа да заборавив. Спремни. И ја и Цаца си ојме од театарце. Ние од вашата партија сме. Они ми следи дека ние некоја партија. Ние некоја партија правиме. Ојме стрчаваме со наши пријатели и викат као ми ви двајца сме. Викаме еве од театар. Каков театар бе вика? Од кинто. Вика кој е кино? Како кажа Литка? Кога сретнам, кој е кино? Не знам како. Кој е кино, вика, кај страната ви со овие книги, вика, ојд по куќи. Какви куќи? Нешто такво за политика. Да, со политика, значи тиот период беше ами со волкави книги со вас. Значи луѓето не веруваат дека тоа е макотрпно, тешко. Па не се знаеше, 40 дена имам секој ден проба по 3-4 сата. Сигурно. Сигурно, 40 дена сигурно. Тоа не е малце. И ако не да кажеш премиерата, можеш да стераш проби до кога сакаш. Од цел време мислиш дека фала нешто. Така не ја дади. Кажете ми сега едно поинтимно прашање. Има ли есап да биеш аматерски глумец? Дали се заработува? Дали и боиш од чеив го работите? Кажи Цаца како отидоме? Од чеив. Ние рекоме нас не ни треба пари. Значи ние не отидеме за средства. Така е. Значи битно е у културата, уметноста, пред се да имаш чисто срце и да го сакаш тоа што го работиш. Знаеш како беше? Јас сакам да бидам глумец да се збогатам. Да. Значи ај ти Цаца дојте, ќе правиме представа, ви сте од чаршијата, познати покрај вас други деца. И ја, и он викам, една, две, ќе изпаднат 7-8 маца. Као чој ме на заебанција. Да, чој ме на заебанција испадна. Не, ама ја не се откажувам. Знам дека ти не се откажувам. Ама тоа знаеш и инатот некој пат треба да те држи. Да не као не се откажувам, тераме до крај. А Оледот как глуми, ја ќе глумам со Олед, така. Нормално. Тоа ти е тандем од неготино од театарот, секоја чест за вас. Има ли нешто што скат да кажеш ја што не ви прашав во ситуацијата? Ние многу да кажеме, ама не знаеме што. Па слободно се што ви леже, што ви иде вака. Се ама не ставаш тука пред камера. Ја многу малце прашав за угостителството, за тоа колку е таа тешка работа, колку труд треба да посветиш, колку години, еве ти убаво кажа 25 години од кафе бар Јоко и колку години е? 20 години. Тоа не е мала работа. Година 20, да. 19. Како низ годините го поминате тие период на, како да кажам, на напредок? Постареме таму, ти кажа. Па да. Да. Ја генерации, што дури да ги памтам келнерите веќе. Така, келнери, кувари кај нас. Дури може и курс да водиме, нешто барем да... За мали бизниси. Да. Ево од владата, ако сакате, може да ги земите како се вика, обучаваме келнери, сега поново ги пречеме по Хрватска. Кувари обучаваме, келнери обучаваме. Сега поново Хрватска ги пречеме. Море извоз на квалитетна вака. Да, квалитетна роба. Да не се изразиме многу лошо, да не звучи вака. Така да, не. Квалитетен кадар. Да, квалитетен кадар. Чисто сакав за еден период, ја морам да го кажам, тие ми е еден, може и од најубавиот период во животот, кога беме, нели, измеѓу основно и средно школа. И тие период многу се излеваше кај тебе во Јоко. Да. И ги памтам тие скајлите, уште мислам дека ги имаш Уште се.
Па само ја 3 пати имам паднато. Да, само ти. Има многу паднато. Кажи ми колку души до сега, дали отприлика вака груба бројка имаш некоја? Не. Секој викенд имаш некој Имаш по еден двајц, да, по еден двајц, минимум, Некоја козаматер може. Увечер. Значи тоа беше... Тие беа скали за брзо отрезнување. Доживеј беше тоа. Тоа кој не ги знае тие скали, кој не се отрезнал по тие скали, тоа не е вака. Значи тие моменти никој пат нема се заборават, таму се собирала цела генерација на просторот, па не знам, не е многу големо. Доле 40, горе 40 квадрати. Да, рачунајте да има по 20 квадрат. Да. А имаше преку 300 души унатре сигурно, да нема претераме, еве 250. Не, воа е од многу одамна. Воа е као деше Господ по земјата. Да, по ново виче се е поправила и прописи, мора на метро и пол да бидеш со маска. Со прскалки, со... Да, со сето. Прскалки не, прскалки тоа не. Не, прскалки за вода, вие. Ја помислам прскалки на за пожар. Ми било многу интересно кога се собериме или диџеј има горе и сите вака. Еден до еден. Сите до диџејот. Па и беше многу ефтини цени имаше, многу беше накач дато дома стотка. Да, и ти си со 100 денара нареден сет. Со 20 денара бамбус. Сега вие деца не знаат што е бамбус. Не знаат што е бамбус. Не знаат што е намештај. Викаат го кркаш бамбус. Не знаат што е. Што е тоа такво? Што е тоа така? Ма сега пијат со тие прскалки. Сега пијат коктели. Ја не знам да ја порачам тие реално. Кои со прскалки, нема прскалки, не ли рекоме. Надвор. Сега ни свече нема за роден да здува. Надвор. Со чадорчиња, со воше. Да. Кај ште ми у наредните 5 години, кај се гледате, у кој правец поише, у гостителството, у кафеинто или у театарот? Дали сакате да се... Не. Заднаш кажам сега, може ли... Јас сум угостител се гледам, сега натки, тоа не е плюс. Точно. Што правиме ако отиде... Исто некој филтер не е настал. Ако отиде ситуацијата од контрола, да тргне ептен со театарот, пример, еве, правите една представа, уште една и има огромен интерес. Почињеш да одиш низ државата, почињеш да имаш цел време константно работа. Сега може да одиме, само што кај нас малку центар, нема многу соработка со центрите, не знам како е работата. У случај... Јас правев операција, после тие 6 правев операција и затоа се направите на некоја пауза од 4 месеци. Што смеев да играам. А без главниот лик не може представа да дава. При тоа ќе видиш. А иначе не можеш да се откажеш од тоа што е професија, тоа сепак не е професија, него е, как да кажам, хоби. Пошто не можеш да работиш и да спечалиш од него и да издржаваш семејство. Мене ми беше прашањето, шо ако у наредниот период се сменат работите и у културата и у Министерството за култура да има многу поголеми буџети за тоа што ви го работите, да има поише работа низ цела држава, пошто нели на до професионализам така што долезе други актери. Тоа ми е зборот. Не, значи ти го имаш тие карактер, ти го имаш тие лик. Ти ја водиш таа представа. Представата е убава, ти си пример главен. Тоа е точно. Ти карикирам, ама така е. И што правиме ако отиде у таа ситуација? Дали сте размислувале на таа тема? Да као демек. Сега за сега не. А ако би дошло така, што би правеле? Че речеш, па не, ја ќе си бијам пак тука, воа нека оде. Знаете сега, со овие новиот закон за цигари, со овие нови работи што се наметнуваат во гостителството, некогаш ще иде преку глава. Не некогаш. Чат пати секогаш. Толку речи, да. Тука е поголем притисок, може да се одлучи за нешто друго. А јас сум под чирија, она е неизин објектот. Она мора да го одржи, да биде у тоа. Нема врска. Не ни мора. Кај не природата на работата малку поразлична, поголем обем да луѓе, така да трошковите поголеми. Да. Али со овие нови закони ќе биде потешко за работа. Па секој пати како иде и потешко. Ја преđеска нели го спомнав тоа дека со некои символични суми сме си правеле да ни биде многу интересно, ама тогаш не беше толку стегнато како не беше толку. Сега е веќе. И бем по пример. Па да. По повеќе почит имаше. Да. Се има, сите децата беа други. Сега знаеш како идат вие новите генерации се... Не е до децата, до родителите. Не е дето криво, мајка му е за... Ти. Се разбраме. Даре, ма да се изсече или да оде? Нека оде. Нека оде со ти. Има бип. Има бип. Луѓе, мен ми е многу чеив што дојдите, а и сакам да си излавите уште нешто ако ви леже на душта, а ја што не ве прашав, а што требаш да ве чепнам? Или тоа е? Не знам што треба да кажам.
Оти прашањата горе-доле ги одговориме. Ја гледав малце да бидам поопширен и одоколу, да не биде официјално. Мен ми е многу чеив што сте дојдени тука и што културата, дигите на кој е повисоко ниво у градот наш Неготино. Јас сум од Неготино, морам и цел време зборувам Неготино, ама така е. И за секогаш ќе биде така. Се надевам дека ќе продолжите да работите вака и дека ќе дајте добар пример на младинта и дека ќе привлечите многу млади што ќе се бават со оваа професија, па макар и професионално посенатки у нивните кариери. Кариери натки, да. Фала ви што ми бете гости. Се надевам да ги споминате убаво. Супер, Имаше ли треба? Не. И помина. Па тоа ти викам ја, значи првиот чин е лош, после виќе ода работа. Фала ви уште еднаш што дојдите и се гледаме. Сигурно ќе викнам за наредната представа која ќе имате премиера да направиме. Ако не викаш и сами ќе дојме, знам каде. Да, готово. Тешко се најдиме, ама се најдиме. Се најдиме. За малку кавадарци си изгубеме чути не лафи. Деме скорто од Емир Кпија. Така. Кавдарчани ги гледаме со тестостерон. Ја викам гледа сега неготинци од Емир Кпија, кавдарчани ги гледат. Види тоа сега. кај некој виц. Ај види сега. Поздрав до колегите од кавадарци. Поздрав. Драги мои, тоа беше нашиот подкаст, тоа беа нашите гости, мислам дека беше интересно. Нас сакам да ви се заблагодарам и да ни дајте поддршка на нашиот канал на YouTube, да стиснете subscribe, да ни стиснете лайк на видеото и на останатите видеа. И исто така на TikTok, на Instagram, на Facebook може да не поддржите и да гледате нашите рилови видеа и слично. Фала ви уште еднаш, тоа беа нашите тиквешки мовети. Поздрав!